Драги и мили приятелчиња и другарчиња, случайно или намерно, сакајки, не сакајки, планинарки, планинари, планирајки или не планирајки, ете така, конечно, вистинскиот збор го најдов, дојдовме до Орешки водопад. Еве едно зен место, во кој што и мојот глас е премногу силен од овој волшебен воздушен звук на природата. Еве, значи ние денеска маркиравме. Еве, до сите планинари, убаво е кога човек качува врв, а уште поубаво е чувството кога си му создал на некој патека по кој што ќе може да качува друг врв. Значи од Орешки манастир до Куртовица денеска маркиравме, односно правивме корекција на маркацијата, така што генерално шансите се загубите се сведени на теоретски минимум. Дури тој минимум не би препорачал да го вкалкулирате во евентуалните кладилници, заради тоа што сигурно ќе изгубите, од проста причина што не можете да се загубите. И збор ми беше, сакав да кажам, тргнавме, ни текна во моментот дека имаме недозавршена работа, поради лошото време кој што денеска цел ден беше на сватови, имаше густа магла и ниска облачност, грмотевици и дожд, така што одлуката да дојдеме тука е комплетно коректна, исправна и точна. И во временскиот интервал од 12 до 16:30 извршиме корекција на маркација во должина од 3 км, така што сега од Орешки манастир до Куртовица можете да се движите по црвено-жолта боја или бојата на Шпанија. Тоа е отприлика што сакав да ви кажам. Двајца маркиравме, премалку го видовте Виктор Војковски и јас. И јас не би бил јас, сега ќе ви покажам кадар од мене. Тоа е кога човек работи. Погледнете го моето чело сега. Кога човек се заигра со боите, губи контакт со реалноста, така како мали дечиња одевме, играјќи си со боите, правејќи стрелки, правејќи вртење кон лево, вртење кон десно, па потоа кога ќе се разбуди уметникот во тебе, забораваш каде се наоѓаш и тогаш ти се случува ова. Не знам дали камерата го долови, ама тоа е червената боја за која што бев задолжен јас и моето чело беше извонредна палета за црвената боја и се случи тоа што се случи во еден незгоден доскок на теренот и играјќи си со боите, еден дел од бојата заврши на моето чело. И како што гледате моето деколтирано чело, моментално е збогатено со црвената боја на македонското знаме. Жолтата боја носеше Виктор, така што доколку се случеше жолтата боја, веројатно јас ќе бев обоен во, знаете, во боите на знамето на мојата сакана татковина Република Македонија. Како и да е, толку. Дојдовме до Орешки манастир и сфативме дека имаме уште недозавршена работа во нашиот живот и дојдовме до Орешки водопад. Верували или не, јас прв пат сум на Орешки водопад, ама тоа не значи дека не ја знам патеката и заради тоа што сите оние кои што утре како мене прв пат ќе дојдат, ние ќе ја маркираме само со црвена боја. Од проста причина што жолтата боја ја потрошивме маркирајки кон Куртовица. Епа, драги пријателчиња, работа не чека, уживајте вие во неделниот моментум, се гледаме и слушаме во некој нареден клип и прилика. Чао од мене и поздрав до сите во еколошка групација Green Power кои што не беа денеска со нас. Папа, чао, чао.